За да има промени, мора да има избори. А владата се плаши и бега од избори. Бега затоа што знае дека ќе доживее дебакл на тие избори после дебаклот што го доживеа на локалните избори во првиот и во вториот изборен круг. Затоа што нема анкета на која што води и затоа што знае дека го нема легитимитетот на народот добиен на избори. Се крие владата од својот народ. Обстојува како хибридна форма во заробени институции кои немаат поддршка од народот. Бега од избори затоа што знае дека на избори ќе изгуби дебело. А тој пораз е цената што ќе ја платат за нивното неработење, криминалот и пропаста што ја донесоа. И погоре, кога ви велев за сликата во 90-тите и празните рафтови редици за бензин, истото и денес имаме реприза на годините од транзицијата. Она што е различно е што дозволивме сето ова да ни се повтори, а не смееме. Затоа мора да го промениме тоа. Не сакаат избори затоа што знаат дека народот има празни џебови поради криминалот кој го прават и сиромаштијата која донесува. Инфлацијата драматично го јаде семејниот буџет, а растот на минималната плата или она враќање на дел од парите кои им го украдоа на пензионерите, а го нарекуваат покачување, ниту оддалеку не го покрива поскапувањето кое го имаат семејствата во секојдневието. Бензините поскапеа за повеќе од 70%, струјата за повеќе од 30%, зејтинот за повеќе од 60%. И замислете на вакво едно сеопшто покачување, СДСМ излегува и вели со антикризните мерки на владата за 4000 денари се намалени месечните сметки. И ова објава ми личи на оној виц кога еден постар господин вработен во трафика го прашува муштеријата кој што побарал кутија од цигари колку години има. Овој му одговара 32, а продавачот му вели да не пушеше ке имаше 42. Така некако и владата. Ни велат, ако не беа нашите лаги, вие со вистината и без парицата полошо ќе живеевте. И ваквите фалби од типот прекрасно се живее во државава. Има раст на минималната плата. Проблемите се решаваат и другите светски успеси кои всушност се порази на оваа влада само говорат колку се далеко од реалноста и дека во земјава владеат два паралелни света. Еден во кој е владата со незините лаги, другиот во кој живееме сите останати народот. Свет на сурова реалност, на сиромаштија и селување и на криминал со кој го ограбуваат народот. На луѓе кои едва и врзуваат крај со крај. Токму затоа во целост ВМРО ДПМН го поддржува барањето на синдикатите за зголемување на платите преку нивно изедначување со коефициентите на тежина на работните места, утврден со колективните договори. И тоа покачување мора да биде опсежно и да опфати што е можно повеќе луѓе чии буџети се сериозно нагризени од растечката инфлација. Иако од владата се жала дека нема пари, пари има. Само треба да се затвори главниот вентил ни кои се истураат кофите пари на криминал и тендери. Државата мора да покаже грижа за незините луѓе и покачување на платите мора да има.